Добре дојде Фростина, многу ми е драго што ја прифати поканата да учествуваш на овој подкаст. Како што и веќе знаеш, го правиме овој подкаст со идејата да ја нагласиме улогата на жените во професии што традиционално се сметаат за машки, односно се доминирани од мажите. Сега во оваа епизода ние би сакале да се осврнеме на твојата работа, односно професионално искуство во една специјализирана област во градежништвото, како и да ни дадеш една твоја перспектива за жените во градежната индустрија и како ти ја обликуваат. Сега ти како асистент на катедрата за хидротехнички објекти на Градежниот факултет во Скопје, најпрво дали би можела да не воведеш во ова, односно што се работи на оваа катедра, како таа се вклопува во поширокиот контекст за градежништвото и што тебе да привлече кон оваа специјалност и кон самото градежништво сега. Ви благодарам на поканата. Наистина ми е чест што сум тука. Ми беше чест и претходно што се дружевме, беше наистина интересно. Во однос на првото прашање, катедрата за хидротехнички објекти е дел од Градежниот факултет, што од самото нејзино основање. Концептот на Градежен факултет се заснова на 3 области: градежништво, геодезија и геотехника, како што е организиран факултетот во моментот. Градежништво под себе има уште 3 подобласти, односно модули: хидротехника, конструктивно инженерство и транспортна инфраструктура. Овие 3 целини го формираат градежништвото како целина. Хидротехниката се занимава со објекти поврзани со водата, брани и акумулации, водоснабдителни системи, системи за канализација, пречистителни објекти, односно танини. Значи сите оние удобности кои што денеска ги уживаме од аспект на вода, како пиење на вода, од чешма до нели, тоа е една голема придобивка на современата цивилизација, нешто што нашите претходници до неодамна го немале. Во Македонија има села кои што до пред 20-30 години немале протечна вода во своите чешми, во своите домови. Тоа е навистина не размислуваме нели за оваа работа како може би градежен објект, меѓутоа тоа влегува во хидротехниката. Тоа придонело за едно современо општество како што е денешното, нели, да живееме на современ живот, една напредна цивилизација како што сме нели денес. Така што хидротехниката ги опфаќа сите објекти од градежништвото кои што имаат контакт со вода. Нашата катедра конкретно, катедрата за хидротехнички објекти, предава за материја која што е поврзана со брани и акумулации и управување со водостопански системи и хидроенергетски објекти. Тоа е еден потесна област, практично тоа е потесна област на хидротехниката. Гранка која што се развива уште од 40-50 години во Македонија, кога почна интензивно да се градат брани во Македонија за најразлични потреби. Доколку некој не гледа Делчево, например, во Делчево водоснабдувањето е снабдено со изградбата на брана Лошано. Од друга страна во Куманово тоа е направено со изградбата на браната Линково и браната Глажна. Не размислуваме за овие објекти, не знаеме за нив најголем дел од нас, меѓутоа и ета како зависиме од нив и ета како истите придонеле за да живееме како што живееме денес. Со една лагодност, удобност, комфорт и тоа. Овие објекти дефинитивно невидливо можеби за нашето секојдневие или за обичниот човек, меѓутоа и ета како влијаат врз нашите животи. И без преседан влијаат врз развојот на економијата во пошироката област. Со изградбата на една брана се активираат голем број на луѓе, работници кои што работат на браната. Со тоа се зајакнува стопанството, се раздвижува економијата. И тоа не трае краток временски период. Не е тоа една година. Најчесто е 2, 3, 5, 10 години. Фрустина, што те натера тебе да се заљубиш во оваа професија, пошто сте гледа дека ја сакаш, мислам, очигледно. Да, веројатно тоа од дома, што е најмалиноза. Јас сум раснала во семејство со татко рударски инженер, мајка наставничка. И татко ми како рударски инженер секогаш кога сме биле надвор не пропуштал можност да раскаже нешто за околината. Вие како најголемиот дел од народот не знае за браните како објекти. Ако вие застанете на брана Калиманци, кога идете кон Делчево, нема ни да познаете дека тоа има брана, го гледате езерото, нели? Со татко ми кога сме шетале така по природа, тој секогаш гледал во детали да навлезе и да ми раскаже се што знае за камењата, за околината, за патиштата, за мостовите, се што знае. И некако веројатно од тука тргна сето тоа. Често сме оделе на брана Тикваш, често сме застанувале на брана Калиманци. И кога работиш со тие приказни, не можеш да не ги засакаш. Да, дефинитивно.
како што кажуваш и самата, овие објекти играат многу голема улога во лагодноста на секојдневниот живот. Па затоа би сакала да прашам какво е твоето мислење за општо за градишниот сектор во Македонија и во регионот, да речеме. Еве, специфично за твојата област, дали мислиш дека се посветува доволно внимание и инвестиции на овие хидротехнички објекти, колку што би требало да се посветува, бидејќи се толку значајни? Во моментот сме сведоци дека во Македонија има еден градежен бум, се градат многу патишта, тоа е навистина за похвала. Во градењето на патишта и нашите колеги хидротехничари се многу активно вклучени, така што градештето е апсолутен бум во моментот. Јас препорачувам на сите оние средношколци кои што се двоумат каде да се запишат, сериозно да размислат за градежен факултет, заради тоа што ние се наоѓаме во еден период на градежна експанзија и оваќе потребни сме се уште земја во развој, уште ќе градиме патишта, уште ќе градиме згради, градинки, сали, уште ќе градиме згради за домовање, ќе градиме брани уште. Така што нашата држава и како во наредниот период ќе има потреба од инженери. Ги повикувам сите кои што се заинтересирани, слободно да се обратат до мене и до градежниот факултет, доколку се заинтересирани да споделиме повеќе искуство околу оваа работа, меѓутоа апсолутно градежништвото е во бум во моментот. Од аспект на тоа дали се градат брани во моментот во Македонија и како се третираат браните како објекти, сите сме сведоци дека во Европа има еден тренд на ослободување на речните корита од брани како објекти. И тоа и кај нас се преследува. Пред 12 години во Македонија требаше да се започне изградбата на две големи брани, два многу значајни хидроенергетски системи во Македонија, браната Бошков мост и браната Луково поле, кои што ќе го надополнува Мавровскиот систем за производство на електрична енергија во Македонија. И овие проекти пред 12 години беа сопрени од здруженија кои што лобира во насока да овие објекти наставно ќе штетат на животната средина и се сопре изградбата. Значи, во моментот многу повеќе се зборува за тоа дека браните не треба да се градат од причини што ги наштетуваат на животната средина, отколку дека треба да се градат, и влада едно непопуларно мислење помеѓу народот дека браните едноставно не треба да се градат. Иако пак ќе споменам, многу од нас не се свесни овие објекти како придонесуваат да живееме ние денес како што живееме. Например, брана Стрежа во Битола обезбедува вода за водоснабдување, за наводнување на Битолско поле, што е многу важно, таму голем дел населението да се занимава со земјоделие, така што ние ги користиме секојдневно угодностите од изградбата на овие објекти. Во моментот во Македонија се градат неколку брани. Браната Конско е во завршна фаза, односно браната сама е изградена со поликомуницијата, се чека на негова документација, значи административни постапки се опредстојува, меѓутоа браната е изградена во висока брана, 80 метри висока брана, која што примерно намера ќе биде наводнување на Валандовско-Кергелискиот регион. Друга брана која што се гради, која што е активна фаза на градење, е браната Отињево Штип, која што главна примена ќе биде подобрување на квалитетот на живот на населението и обезбедување на некој простор каде што населението ќе може да има спортско-рекреативни активности, ќе се тој простор околу браната и околуците ќе се уреди да има ресторани, да има игралишта, така да се малку активира градот и на таа насока. Штипјани до кога ги прашате и ќе ви кажа дека целиот свој живот сомнувале за една брана Отиња на река Отиња, тие го зборуваат тоа ми со голема гордост, така што за веројатно во наредната година ќе зборуваме за веќе завршена брана Отиња. И третата брана која што се гради е брана Даричани во близина на градот Кочани. Таа брана е малку по-назадна фаза, односно е во почетна фаза на градење. За неја веројатно ќе зборувам за година-две малку повеќе, моментално се и таа заглавена некои административни постапки. Значи, ова се што го слушнав, ние можеме да бидеме оптимистични за иднината на градежната индустрија во државата и работните места кои што ги нуди во иднина и секако нели тој баланс што треба да се воспостави со заштита на животната средина, но и изградба на објекти кои што ќе ни го прават секојдневниот живот полесен. Фрсина, ти јас знам, нашите слушатели не знаат, имаш работно искуство во Градежен институт Македонија. Јас би сакала да прашам повеќе како тоа изгледа
и како ти е ефектира, не знам да речем, работата на факултетот или дали ти помогнал во тоа ти да им даваш насоки на твоите студенти за какви искуства ти ќе имаат во граждансниот сектор во иднина? Апсолутно. Значи, како инженер, јас прво се представам како инженер, затоа што така и започна целата приказна, јас кога почнав на граждан факултет, не ни помислувам дека ќе останам како асистент, па за неколку години и доцент и професор. Мојата замисла беше дека јас ќе бидам инженер во реалното инженерско Македонија, ќе придонесам со моите проекти и учеството во градењето или во изградбата на една подобра Македонија. И така треба сите да го гледаме ова. И сите што работиме во градежништвото да бидеме горди, затоа што оно што ние го правиме, утре се ефектуира во некакви објекти и оставаме нешто позади нас. Не е тоа мала работа. Од друга страна, градежништвото Македонија е една прекрасна фирма, јас не можам да кажам ништо помалку за нив. Соработката со нив секогаш е извршена и ден денес. Јас како асистент на градежниот факултет практично ќе немам што да им кажам на моите студенти ако не сум имала практично искуство претходно со работа. И ден денес јас морам да ги одржам контактите со стопанството за да бидам во тек со оно што се случува и на моите студенти да го пренесам тоа. Искуството од гражданство во Македонија придонесува да јас денеска сум подобар асистент, да имам подобри контакти за да можам да пренесам контакти кон студентите, тие утре барат не работа. Така што не е само градски институт, јас таму се случи да работам 2 години пред да се вратам на факултетот, меѓутоа и со други фирми сум имала такви соработки. Меѓутоа тие контакти оставија и се уште траат да ние можеме со студентите директно да ги насочуваме кон тие фирми, да обезбедиме некои работни места, да овозможиме една платформа каде што преку тие контакти студентите лесно наоѓаат работа, да не се грижат премногу за тоа кога ќе завршат факултет. И генерално тоа и така треба да биде. Ние треба да бидеме како факултет, како градежен факултет треба да бидеме во директен контакт со стопанството. Инаку нема да сме во тек со случувањата, никак ќе можеме нашите студенти да ги насочиме во права насока каде да се работат, во кое време. Ние како факултет постојано добиваме повеќе од приватниот сектор. Не требаат инженери за, не знам, кривопалата експреса, па не требаат инженери за тетова и така натаму. Постојано нашите студенти ги нудиме на некој начин, ги насочуваме во фирмата да се јавуваат, да преговараат за плати, да почнуваат со работа, да учат. Така почнуваат нивните приказни. Тоа е многу убаво да се знае дека факултетот нуди веќе многу скочна таска за работа за студентите. Сега малку би сакала да се осврнам на темата на жените во оваа индустрија и многу е добро што ти, иако си во академија во моментов, имаш искуство и во приватниот сектор, така ќе сте знаеме во академија дека понекогаш се поинакви работите од тоа какви се, да речем, на терен во градежната индустрија. Затоа сакам да прашам каква е позицијата, односно каква е секојдневието, да речем, на една жена во овој сектор, односно еве поспецифично на терен, односно дали се жените доволно вклучени во овие аспекти, дали им треба поддршка, дали ја добиваат толку кој им треба, бидејќи знаеме дека во минатото не било секогаш така. Па сега како е тоа сега во моментов и како мислиш дека ќе биде во идни? Така, почнувајќи од градежен факултет, ќе започнам со краток увод. Изминатите неколку години ни се случува да 50% студенти што се пишуваат како бурсоши се жени, 50% се мажи. Тоа зборува веднаш за колку имаме мажи, колку имаме жени во индустријата. Од тука почнувам, понатака. Дали во канцеларија, дали на терен, денес речи се и да нема разлика помеѓу инженерите мажи и инженерите жени. Зошто е тоа така? Затоа што кај нас е многу важно вие да бидете квалитетен инженер, да знаете да разговарате, значи малку да бидете и политичар, затоа што во секоја професија многу од работите се сведуваат на меѓучовечки контакти, така што треба малку да сте политичари, треба да сте многу добри инженери, доколку вие имате големо знаење, тогаш сите ќе ве почитуваат. Не е проблем жена или маж. Ја познавам многу мои колеги, помлади и постари, кои што се посели на терен и продолжуваат на терен. На терен има многу специфични предизвици, меѓутоа вие таму живеете со објектот. И јас на тоа моите студенти му кажувам, не треба да се плашите да работите на терен. Вие ако работите на терен, не значи дека вие ќе пресечете арматура или ќе турете бетон, во уплата. Вие сте таму да ги координирате работниците, да ги насочувате онаму каде што треба, да го читате проектот, да решавате проблеми на лице место. Така што предизвиците на терен жените и како добро ги решаваат и се справуваат со нив.
Има многу примери на жени кои што работат на терен, што се жени мажи, јас така ги викам. Многу се почитувани и од нивните колеги мажи инженери и од работниците, така што доколку вие имате добро знаење, доколку имате добра инженерска размисла, тогаш дали сте маж или жена во оваа струка, барем во моментот, апсолутно не е битно. И јас не сум се сретнала до сега со жена инженер која што не можела да застане пандан со некој маж инженер, да разговара со него на исто ниво, да понуди добро решение. Значи имало и одлични жени инженери и одлични мажи инженери. Нема веќе мажи жени, барем во оваа индустрија. Не зборувам сега за градежни работници, тоа е веќе една друга тема. Градежни работници се 99% мажи. Меѓутоа сега зборуваме за градежни инженери. Апсолутно и мажи и жени на исто ниво. Секако зборуваме за знаење, зборуваме за инженерска размисла, зборуваме за политички однос, како што кажав, за оние меѓучовечки односи, така што во моментот ситуацијата е како што е во наша корист. Да, значи доколку се сака, со доволно знаење, со доволно голема упорност да речам, може се да се постигне. Тоа беше на некој начин и пораката од нашите две претходни гостинки. Ќе те прашам тебе истото што ги прашав и нив. Дали мислиш дека прво дали има некој дел од градежништвото, сектор каде што повеќе гравитираат жени и дали мислиш дека на пример они носат некои уникатни карактеристики или квалитети во самата професија, дали нешто го прават дури поразлично, па дури подобро од да речеме нивните машки колеги? Да. Ако сте градежен инженер, ние се завршила градежен факултет, во стопанството има неколку сектори во кои може да работите. Значи може да работите на терен, извадба, може да бидете надзори на извадба, може да работите во проектирање, може да бидете ремеденти. Најголем дел од жените во градежништвото работат во проектирање, односно се во проектантските фирми кои подготвуваат проекти или понатаму за извадба. А како предности што жените, или како квалитети што ги пренесуваат во област, јас можам да кажам во моето искуство до сега дека ние како жени сме многу попедантни од мажите. Попедантни од аспект на следување на проектна документација, како на кресето тоа изгледа, малку сме попедантни од тој аспект и пренесуваме во подобар квалитет од тој аспект. Во другите аспекти не можам да кажам дека жените нешто особено се издвојуваат, па ќе кажам дека ние се преваруваме во сфера со мажи. Не се напреваруваме, Петро. Да, не, тоа е одлично да се знае, мислам, млади девојки што ќе слушаат ова и се размислуваат, нели, можеби сами на себе си ставаат некој стереотип што не треба да го има, бидејќи претходните гостинки зборуваат дека многу често самите себе си се попречуваме во нешто, а не средината, ако размислуваат ќе слушнат од градежен инженер како тебе, од асистент, професор што ќе биде на факултетот и ќе бидат послободни да ја направат таа одлука. И сега за крај би сакала малце повторно да се вратиме на тебе. Каков е твојот професионален сон, односно што ти сакаш да постигнеш во иднини? Во периодот што следи, мојот сон е да завршам со докторските студии и јас сум се уште студент, така треба да биде кога треба академските води почнуваат нели како магистрирам, јас конкретно градежен инженер, па треба да да растете на градежен факултет во нека наредна функција, тоа е доцент, за да станам доцент, треба да завршам докторски студии, моментално сум на таа фаза на моето студирање, така што во моментот сонуваме за да завршим овој трет циклус, а се надевам наредната година. Моментално работам на мојот докторат, кој што е на тема примена на машинско учење во управување со стопански системи и брани акумулации. Како една нова алатка која што се користи во секој сектор, сакав да видиме што можеме да го искористиме во она што ние го работиме и се работи интензивно на истражување, која што вклучува и соработка со стопанството, работиме и со универзитети на Македонија, така што се надам дека за една година од сега повторно се видиме, ќе бидам во некој друго звање, не може да го асистент. Добро, тогаш ти благодарам, Фростина. Стварно ми е многу мило што ја прифати оваа покана повторно и што ни даде осврт за твојот професионален пат за градежната индустрија како во целина, како и за жените и иднината што може да имаат во оваа индустрија и општо и во нашата држава, нели, што и најмногу не интересира.
Тука би сакала да завршам, се надевам дека ќе се видиме повторно, како што кажете, и во друго звање и зборуваме и за други проекти. Така ви благодарам на вас за поканата и се надам дека се гледаме наскоро повторно.